Властите, а не граѓаните, се виновни за катастрофалната состојба со корона пандемијата која пустоши во Македонија. Алармира матичниот лекар Ненад Лазаров. Тој вели оти новите рестрикции што стапија на сила вчера се задоснети и тие нема да го решат проблемот со зголемениот број на заразени и починати. Работа на политичарите е да водат сметка за здравјето на граѓаните, бидејќи за тоа се платени со народни пари, вели доктор Лазаров. Ние требаше да направиме сериозен локдаун од 2-3 недели многу порано, за да не се доведеме во една катастрофална состојба. За мене е шизофрено да изјавиш пред 4-5 дена дека е прераспространет и широко дисперзиран вирусот и дека не треба мерки и нема да вродат никаков резултат, за после неколку дена да смениш став тотално, диаметрално спротивно и да некои си по-тешки мерки правиме. Видете, ова веќе е нонсенс. Значи, ова е шарлатанство. Лазаров алармира дека новиот британски сој кој доминира во земјава се повеќе ги напаѓа младите. И оти се почеста е сликата во матичните ординации да доаѓаат тинејџери со сериозно воспаление на белите дробови и ниска сатурација, за која е потребна долга рехабилитација. И докторката по семејна медицина Анкица Станоевска е загрижена поради фактот дека се повеќе деца се лекуваат со сериозни компликации предизвикани од COVID-19. Апелира дека итно се потребни нови мерки и клуч на обложувалниците. Имаме млада популација која што во моментот е многу заразена, бројката е голема. И вчера бевте сведоци на голем број починати. Цела недела ја нарекуваме црна недела, значи од почеток на пандемијата најголем број на починати. Жално е да слушнете дека 28 годишник починал, во меѓувреме да не се направи ништо во однос на рестрикциите, да јас би кажала кафичите како главен извор и можеби кладилниците каде што се собираат младите. Матичните доктори се децидни дека бројот на ново заразени е драстично поголем од официјалниот, бидејќи термини за тестирање нема, а лошата економска состојба на граѓаните не им дозволувала да се тестираат приватно и покрај тоа што имаат симптоми на коронавирусот. Алармираат дека и покрај тоа што цела година лекуваат илјадници пациенти со COVID-19, власта ниту еднаш не се сетила финансиски да ги награди, а поради големите трошоци и долгови, голем број матични лекари се принудени да ги затворат своите ординации. Искуството од старите колеги пак ги пишмани по младите да почнат да работат во примарното здравство.